покажа на сиромаштията во което време, ја покажа на невојките на гајаните на Битола да си обладат данокот на начин и во времето што тој да зависува власт. Општина Битола, според сегашните бројки, кои имаме во овој квартални извештај, ќе го има најлошиот резултат во последните години и ќе прибери најмалку средства и ќе го има најслабиот буџет. Ако за таков буџет кажеме дека е тоа, значи наистина како ќе изгледа тој слаб буџет или недобро реализиран. Многу брзо, најверојатно ќе следи ребаланс и ова што тука се уште го планираме, да не можеме да остварим. Кога сме кај бројките, мора да се подсетиме на оно што ланската година го донесовме како буџет, кој првично беше околу 1 милиарда и 500 милиони денари. За да со еден ребаланс го покачиме на 1 милиарда и 550 милиони, на крајот да завршиме на 1 милиарда и 300 милиони денари. Овој буџет беше доста послабо планиран, со помали бројки. Овој буџет се остварува со помали бројки од ланскиот буџет, така да оваа година ние ќе имаме помалце од 1 милиарда и 200 милиони денари на крајот на годината. Со овој извештај паѓаат во вода сите годишни изјави и сите фалби дека Битола напредува, дека оди напред, дека во Битола се инвестира, се гради, се работува, се намалува сиромаштието. Ако сега беше така, тогаш ние ќе имавме и поголеми даноци на имот, ќе имавме и поголеми приходи по основ на ДДР и имавме повеќе пари. Ние имаме помалце пари, отколку во последните 5 години назад. Во Битола стоиме во место да има многу полиња на задоба и тук на задоба со крупни чекови назад. На поединци може да видиме добро, но огромното мнозинство живее сиромашно. Ти направи сиромаштија. Истина зборуваме, ако пред 20 години се споредува през Скопје, и тоа со Скопје како град, и тогаш викавме дека се остануваме и не беше било, денес, 23-4 години после демократијата, може би се остануваме по моја проценка 50 години. Денес репет за нашиот напредок и развој и оно со кое се споредуваме стана Прилеп, Струмица, Охрид, Аеродром, Банови, Гелија, Картош, Центар. И кога рекол Скопје како град, сега се споредуваме со скопските општини. Ако продолжиме со ова темпо, за 5 или 6 години, може би се споредуваме и почнеме со Тарадарци, со Негодино, со Ѓорче Петров и хилјад нашите конкуренти, за оно што сме направиле и што сме постигнали. Морам да ве потсетам дека многу од работите кои беа ветувани не се исполнети и нема ниту да бидат исполнети на овој начин и во овој мандат. Градоначалник оценути, ако исполнуваме ветувањата кои ги ветува во предизборната кампања, меѓутоа морам да кажам, че да спомене процент од 67% кои ги реализирало предизборната програма. Јас морам да го потсетам и него и вас како представници на владеачката партија, дека првите 5 ветувања кои ми беа во кампањата во 2013 беа прво топлификација и електрификација, и ако се сеќавате на складовите, од рек Битола излегуваат цевки кои го покриваат целиот град. Ветувавте нови влезови од градот и сликата почнуваше од влезот на Охрид, па од пумпата за Лукойл, нов влез па се до Педагошка. Потоа ветувавте нов стадион, значи тоа беше ветување, модерен и функционален. Така ветуваше кампањата. Ветувавте 100 нови улици и ветувавте природно грци. После година и пол од овие 5 клучни приоритети во тој сход, не знам колку се реализирани, но ни еден од нив сигурно не е реализиран со 67%. Некои се реализирани со 0, некои се реализирани со 2 или 3, меѓутоа сигурно за до крајот на мандатот на оваа самоуправа ни еден од овие нема да биде завршен. Во овој период распродававме и предупредувавме одговорницата се што имавме за распродажба. Јас
разпознававме касарната и собравме парите. Секој слободно место во градот, кое го имавме, го дадовме на продажба, ги испотрошивме. И ако обичниот граѓанин го прашате што е характеристично за Битола, ќе ви каже една работа, во овој период добивме само клучни текови и тоа е она што го характеризира овој град. Морам да ви кажам дека во претходниот период ни ветувавте и спортска зала, ветувавте и Чичара, ветувавте влезови од сите страни, еве уште на стадионот, затворениот базен, парно грејење во северниот дел на Битола, пречистителна станица, па дури во една од кампањите, веќе не се сеќавам никоја, центар за обука на пилоти, кој мислите дека не ќе видите во спортскиот телеграм. Тоа е во Боловата. Дека нема пари, нема, тоа е факт, и фактот дека она што го испотроши под касарната, го напополнуваме со кредитот на 75 милиони евра, кои ќе мора да ги плаќаме и ние, и нашите деца, како опразници на општина Битола. Сега на прашањето сакам да ве подсетам, значи кога сме кај бюџетите и кај бројките, за оние кои што знаат, за оние кои што се распрашале. Секоја следува прашањето, зашто вашиот претходен градоначалник не направи ова се што вие сега барате, морам да ви кажам дека буџетот на таа самоуправа беше 1,3 милиони евра, буџетот на оваа локална самоуправа е 25 милиони евра. 10 години на Владимир Талевски се 250 милиони евра, 4 години на Златко Бршковски се 5 милиони евра, или за да се изравниме со парите, Златко Бршковски ќе требаше да биде градоначалник со тој буџет 200 години, па да можеме да ги изравниме парите кои и колку пари потроши. Дали некој друг да